Почитувани медиуми, почитувани сограѓани, повеќе од очигледно е дека општинската организација на СДС во Кочани преку нивната кандидатка прават најгруба повреда на изборниот процес, и тоа на директна штета на демократијата. Имено, ја искористуваат општата социјална состојба и сиромаштијата за да влијаат врз остварувањето на правото на глас и во Кочани нескриено и без срам делат подкуп. Со кривичното дело, подкуп при избори и гласање, направено инкриминирање на активното подкупување кое се состои во нудење, давање или ветување подарок или друга лична корист на лице со избирачко право со намера да се придобие да го врши, да не го врши или да го врши избирачкото право во определена смисла. Токму тоа што е опишано во кривичното дело се случува пред очите на кочанската јавност. Имено, директорката на Фондот за здравство во Кочани и кандидат за пратеник од СДС Марија Ангелова деновиве дели брашно и зејтин на гласачи во Кочани. Дополнително, СДС прават списоци за гласање со тоа што ги лажат граѓаните од социјално ранливите групи и им ветуваат дека ќе добијат помош ако се запишат во нивните списоци. За бедата да биде поголема, општинската организација на СДС во текот на вчерашниот ден започна и платена кампања на Facebook со сликите на која директорката дели помош, што значи дека СДС плаќаат пари за граѓаните да ги видат сликите како се дели помош на сиромашните. Додека цела држава и граѓаните се борат со пандемијата, тие успеа борбата со пандемијата да ја претворат во партиска кампања и изговор за делење на партиски подкуп и правење списоци. Сега, кога од СДС гледаат дека им предстои дебакл, се обидуваат со очајни методи да го ублажат огромниот пораз кој им предстои токму овде во Кочани. Ама тука им е веќе крајот, а за ваквите постапки одговорност ќе има. Ви благодарам.